природата на социјалните мрежи е да создаваат поларитети. Односно, на секоја изнесена теза речиси по автоматизам да се изнесува антитеза која е редовно диаметрално спротивставена. Она што произлегува како резултат се обично непрегледни редови на коментари, каде секој е нешто компетентен и не само тоа, туку и страната што се застапува е земена за апсолутна вистина. Тоа е природата на социјалните мрежи. Додека повеќето од нас што сме присутни на тие социјални мрежи, не сме ни свесни дека содржината што таму ја оставаме, најчесто, ако не и секогаш, е поврзана со нашето его. Истото тоа его е чуден микс на интелект и емоции, кој не тера да се чувствуваме како центар на универзумот. Речиси несвесни дека истата мешавина на натрупани знаења, спакувани во себични чувства, е присутна кај секоја личност на оваа планета. Незнаењето дека егото што вриште во секој од нас има милиарди близнаци во секој жив човек на планетава, е токму тоа што многу пати не тера да мислиме дека е доволно само малку погласно да вриштиме со нашите идеи, за да конечно го разбудиме светот. А нашите идеи, како што ќе видиме подоцна, се само еден голем конгломерат од заблуди. Ми се чини дека живееме во време во кој многу парадигми го изгубија своето солидно тло на кое беа поставени во минатото. Со појавата и расширената употреба на интернетот и технологиите поврзани со него, наместо очекуваниот нов научен илуминизам, добивме технолошки подпомогната ретардација, каде се е инстант, се е за еднократна употреба и се постои со една единствена цел – да продава или да купува. Овој ултраконсумеризам се наметнува како апсолутен и неприкосновен бог, на кој не смее, а богами, и не може да му се пркоси. Аналогно на ова и дискусиите на сериозни теми, теми кои се поврзани со апстрактни и виши идеи, се подвргнуваат на овој површен консумеристички принцип. Во оваа лудница на разулавени ега, здравиот разум е плашливо и срамежливо скриен во единствениот, тивок и темен агол и молчи. Затоа ако се прашувате зошто го правам ова видео, тоа е единствено за фрлање малку светлина токму во тој мрачен агол. Во она што е мејнстрим наука, најмногу мастило е потрошено за да се одбранат две теории. Едната е секако теоријата на еволуција, додека другата е теоријата на релативност. И Дарвин, и Ајнштајн се своевидни рок ѕвезди во научниот свет. И покрај тоа што нивните теории се се уште теории на кои им недостасува експериментална верификација. И што е уште поважно, не постои практична технологија која се базира на било која од овие две теории. Дискусијата на социјалните мрежи која е директен поттик за ова видео се однесуваше на еден постулат од теоријата на еволуција. Конкретно на тоа дека нов организам се создава со репродукција на веќе постоечки организам. И аналогно на ова логичното прашање како се има создадено првиот организам. Ова е парадокс кој под услов теоријата на еволуција да е точна, заслужува многу размислување и контемплација. Но овде дилемите кои се развиваат се други, од кои ако веќе мораме да ја ставиме, дилемата за точноста на оваа теорија е последна. Основен постулат на еволуцијата е дека животот еволуирал од прости кон посложени организми преку прилагодување на амбиентот. Овој процес, според Дарвин, се одвил во текот на милиони години. Ова расфрлање со милиони и милиарди години е вообичаено за денешниот мејнстрим научен наратив. Како да е човештвото вид кој го има прошетено целиот универзум, интелигенција која ги знае сите тајни и аналогно на тоа нашата наука е супериорна. Пример за вакво размислување наоѓаме во следново излагање. Пред околу 13,5 милиарди години, материјата, енергијата, времето и просторот настанаа во оно што се нарекува големата експлозија. Приказната на овие темелни одлики на нашиот универзум се нарекува физика. Околу 300.000 години по нивното појавување, материјата и енергијата почнуваат да се спојуваат во сложени структури, наречени атоми, кои од своја страна се комбинираат во молекули. Приказната на атомите, молекулите и нивното мешање се нарекува хемија. Пред 3,8 милиарди години на планетата по име Земја, одредени молекули се комбинираат и создаваат прилично големи и сложени структури наречени организми.
Приказната за организмите се нарекува биологија. Пред 70.000 години, организмите кои припаѓаат на видот Homo sapiens почнуваат да создаваат уште поразвиени структури, наречени култури. Последователниот развој на овие човечки култури се нарекува историја. Три важни револуции го оформуваат текот на историјата. Когнитивната револуција која започнува пред околу 70.000 години, аграрната револуција која се појави пред 12.000 години и научната револуција која започна пред само 500 години и може различно да ја заврши историјата и да започне нешто сосем различно. Предпоставувам, повеќето од вас веќе се чувствувате воодушевени од нивото на знаење изнесени во ова кратко излагање. На ист начин се имаат почувствувано и милиони луѓе што имаат купено книгата Сапиенс од Јувал Ноа Харари, каде ова излагање се наоѓа на првата страна. Вака напишани работите се одличен пример, не за наука, туку за она што јас го нарекувам научен догматизам. Сега, кога конечно можеме да бидеме слободни од догмите на црквата, очигледно дел од нашата природа не тера една догма да ја замениме со друга. Дали животот на оваа планета, а со него и ние луѓето, е настанат при крајот на овие 13,5 милиарди години, во процесот наречен еволуција, како што вели Харари, при што теоријата на еволуција ја зема непоговорно како научен факт, или пак универзумот е резултат на креационизмот на еден семоќен Бог. Тоа, по моје скромно мислење, ние сега, на овој степен на развој, не можеме да го знаеме. Она што го знаеме, ако го наблюдуваме со доволна искреност, само ја зголемува нашата збунетост и ги проширува хоризонтите на нашето незнаење. Затоа, ајде да видиме што е тоа што го знаеме за двете стојалишта. Научното еволуционистичко, кој за своји шампиони ги има теориите на Дарвин и Ајнштејн, и она религиозното кој за свој шампион ја има Библијата, односно книгата за постанокот, Битие. Од она што го знаеме од физика и астрофизика, планетата Земја е една од помалите планети во Сончевиот систем. Нашата звезда Сонцето во галактички рамки е една од помалите звезди, додека самата галаксија Млечен пат се наоѓа на периферијата на видливиот универзум, во регион кој, ако судиме по концентрацијата на звезди, а со тоа и на светлина, е прилично мрачен. И сега, зошто од цел сончев систем токму на планетата Земја ги имаме идеалните услови за постоење на живот? Треба да бидеме искрени со себе и да признаеме дека не знаеме. Што се однесува до оддалеченост од Сонцето, и Венера и Марс спаѓаат во групата на планети на кои може да вирее живот. А сепак, Венера е во континуирана бура од сулфурна киселина, додека Марс делува како мртов и студен камен во просторот. На Земјата имаме живо топло јадро. Науката вели дека токму тоа јадро од течно железо го обезбедува магнетното поле на Земјата, благодарение на кој имаме атмосфера и солидна заштита од радиацијата на Сонцето и генерално од секаква космичка радиација. Факт е дека токму тоа магнетно поле не штити од сево ова. Но тешко објаснува како тоа течно железо би создало магнетно поле, кога експериментално е докажано дека магнетите со загревање ги губат магнетните својства. Елементите на кои е базиран животот во суштина се достапни насекаде во Сончевиот систем и универзумот генерално, а тоа се јаглерод, водород и кислород, односно соединенијата базирани на овие елементи, додека токму овде на Земјата се има создадено живот и тоа во таква раскошност и разновидност што понекогаш е очигледна абсурдноста за постоење на одредени видови. Доволно е само да замислиме еден паун, да сватиме дека сиот тој раскош на перје и бои нема врска со никакво прилагодување на одреден амбиент. Третиот момент на оваа теорија кој создава најмногу недоумици сме токму ние, луѓето. Кои сме ние? Сме се запрашале? Се раѓаме мали, неразвиени и неспособни за самостоен живот години и години по нашето раѓање. По се чини се раѓаме прерано. А сепак, доколку процесот на носење на Homo sapiens во мајката би траял подолго, процесот на породување би бил невозможен. Погодувате, заради димензиите на черепот. Затоа најважниот дел за нас луѓето, а тој мозокот, се развива во годините по раѓањето.
додека да речеме младенчето на една зебра или лав чекори веднаш по раѓањето или набрзо потоа. За разлика од повеќето животински видови, ние се раѓаме со непропорционално голема глава, која во моментот на раѓање отскокнува по големината од остатокот на телото. Не сме прилагодени на ниедна природна средина, дали е тоа вода, копно или воздух. Немаме термоизолацијски покривачи, секако немаме ни канџи, ни заби соодветни за лов или обработка на природно достапната храна. Многу работи укажуваат дека Homo sapiens е резултат на генетска модификација. Генетска модификација која никако не можела да настане по пат на еволуција. Пример за ова е нашата наводна сличност со мемуните, поконкретно со шимпанзата. Она што малкумина го знаат, додека оние што го знаат го премолчуваат, е дека сите мајмуни имаат 48 хромозоми, додека ние луѓето имаме 46. Ваквото губење на еден пар на хромозоми, многу биолози се согласни дека може да значи истребување на видот, а не негово унапредување. Има еден процес наречен неотенија и се состои во тоа што одредени зрели примероци на одреден вид ги задржуваат морфолошките и физиолошките карактеристики на млади примероци. Така Homo sapiens, за разлика од шимпанзата, детската желба за истражување и учење преку игра ја задржува во текот на целиот свој живот. Од друга страна, некако очигледно е дека одредени наши карактеристики имаат ексклузивно естетски карактер и секако во еволутивна смисла одат на наша штета. Такви примери се бесконечното растење на косата, брадата и ноктите, додека телото мораме да го штитиме со облека и обувки. Живееме во вештачки изградени засолништа и користиме технологии. Сето тоа не прави да се чувствуваме супериорни на оваа планета, а само ние се однесуваме уништувачки и убиствено кон неа. Додека во природата секој грабливец лови само за да се нахрани, во остатокот од времето ужива. Само ние убиваме заради спорт, не заради потреба, и то најчесто припадници на нашиот вид. Ако ласкаво си ја придадеме заслугата дека во дамнешни времиња ние ги имаме модифицирано одредените диви видови животни и растенија, создавајќи ги домашните животни и поljеделските билки, тогаш прашањето е кој го има модифицирано првиот ГМО на планетава, односно кој е творецот на Homo sapiens. За разлика од политичкиот памфлет Sapiens, од пуленот на Светскиот економски форум Харари, книга која сериозно го има обработено овој феномен е секако The Divine Animal, од Роџер Вескот. Книга која веднаш по нејзиното издавање во 1969 година е распродадена и никогаш повеќе не е печатена. Никогаш, па ни денес во дигиталната ера кога би можела да биде достапна барем во електронска форма. Предпоставувате, аргументите изнесени во неа го рушат официјалниот догматизам на науката, најмногу оној на теоријата на еволуција. За среќа, на содржината на оваа книга се надоврзува книгата Рези умани, или во превод Направени луѓе, од молекуларниот биолог доктор по науки Пјетро Буфа и библистот Мауру Билјино, каде аргументирано се објаснува надворешната генетска манипулација на нас луѓето од одредена виша раса. И на крај, денес сите го знаеме Чарлс Дарвин, лицето на теоријата на еволуција, додека Алфред Расел Волас, соработникот на Дарвин и коавтор на теоријата на еволуција, е заборавен намерно. Заборавен е затоа што уште во времето на создавањето на оваа теорија, аргументирано му има забележено на Дарвин, дека ако на остатокот од видовите може да се примени нивната теорија, истата применета на Homo sapiens едноставно не функционира. Напуштајќи го теренот на научниот 19 век, сакам да преминам на втората страна за која егото на одредени поединци се врзува, а тоа е креационизмот втемелен во христијанската доктрина, која од своја страна како најголем аргумент има книгата Битие. Подолги години наназад Библијата е една од моите омилени книги за читање. На македонски, но и на англиски, италијански и со помош на интернет технологиите и оригиналните текстови на библиски хебрејски и кој не грчки. Врз основа на ова морам да кажам дека книгата Битие, која нормално е прва книга од Мојсеевото петокнижие и од Библијата генерално, е една од најфасцинантните книги кои ден денешен му е достапна на човештвото. Оваа книга започнува со зборовите:
Берешит бара Елохим ет хашамаим ва ет хаарес. Овие стихови до нас доаѓаат преку така наречената Библија Септагинта, каде множинската еврејска именка Елохим ја преведува со грчката еднина Теос. Веројатно, за да се оправда веќе востановениот еврејски монотеизам во времето на создавањето на овој превод, 3 век пред нашата ера. Така ние во достапните преводи читаме: во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Јасно е дека оваа книга не е ниту оригинално еврејска, ниту зборува за создавањето на универзумот. Најмалку од се е религиозна во смисла во која ние денес ја сваќаме религијата. Денес ние располагаме со глинени плочки испишани на клинесто писмо, постари од било што еврејско, кои ги раскажуваат истиве приказни со многу поголема луцидност и искреност. Оно што го наоѓаме во нив е приказната за доаѓањето на одредена супериорна раса, која во сумерските текстови се нарекува Анунаки. Оваа раса доаѓа на земјата со одредена цел. Земјата што ја затекнува е пуста и прекриена со вода, зашто ни сведочи и вториот стих од Битието. Земјата беше безоблична и празна и имаше темнина над бездната. Духот Божи лебдеше над водата. Духот Божи во еврејскиот текст е Руах Елохим, каде Руах е силно струење на воздух, а Елохим рековме множинска именка. Освен ако не ја земеме земјата како центар на универзумот, овде јасно гледаме процес кој се нарекува трансформирање и прилагодување на одреден агол од сончевиот систем на цивилизација дојдена од друго место токму во тој агол. Агол кој ние денес го нарекуваме планета Земја. Сушност, овде имаме одличен пример за една древна историја. Она во која главни протагонисти се браќата Енлил и Енки, доека ние луѓето сме нивните малечки заморчиња создадени со генетски инженеринг. И цела една запрепастувачка историја која немаме време и простор да ја раскажуваме овде. Додека нашата наука од неможност да ја сокрие, ја има прогласено за митологија и фантазирање на древните народи. Историја, ако доволно внимателно се погледне, укажува дека ние сме резултат на генетски инженеринг на овие Анунаки, односно по библиски Елохим. И сега, како заклучок, наука или религија. Науката, ако е метод на експериментирање, мерење, двојна верификација и метод на постојано надоградување, самокритика и сомнеж, може да биде еден од методите на раст и развој на оваа човечка цивилизација. Од друга страна, што е со религијата? Јас интимно верувам во еден универзален праизвор на се во овој универзум, чиј мал дел сум јас. Наречете го Бог, наречете го Брахман, наречете го како сакате. Јас интимно знам дека сум дел од таа целина и таа целина е во целост во мене. Таа состојба на виша духовна состојба нема врска со еден љубоморен и одмаздолюбив Бог како што е опишан во Библијата. За мене Бог е љубов и постојано создавање, дури и она што ние го доживуваме како смрт и распаѓање. Јас би рекол тоа е начинот на кој Бог се искусува себе си во сите форми на љубов. За крај, сепак останува да си признаеме дека и покрај се, нашето рационално знаење е многу мало за се. Замислете, седнати сме со задниците на една малечка карпа наречена Земја, во еден мал звезден систем, во една мала и прилично темна галаксија. А на располагање имаме ограничени 5 светила за искусување на огромниот и неограничен универзум на можности. Ако сме оптимисти, ќе се радуваме на неограничените можности за растење. Ако сме песимисти, ќе ја согледаме сета можна ограниченост на нашето бивање сега и тука. Јас одбирам оптимизам. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секој е добро.